Тува, Туш, Шабан, Трстена, господа, нашиот тим. Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Мојот пат до успехот. Овој пат имаме исклучителен гостин, единствениот македонец со златен медал од Олимписки игри. Шабан Трстена, југословенска македонска легенда, како сакате наречете го. Јас сум Мишко Иванов, ве поканувам да ја проследите неговата приказна, ние одиме во неговиот дом, овде во Скопски Бутел. Го бараме Шабан Трстена, јас своевремено, знаеш дека бев борач во Балканец, така што... Миша, добро дојде, Миша. Знаеш зашто не станав борач? Да. Не, и се правя, зашто се правя така ушите? Зашто ја немам? А ти немаш? Зашто јас се борев со памет, А зашто се струга од стругањето? Не загревање, од стругање, ама треба и со памет. Зато си единствен македонец со олимписки медал златен. Добро Одиме, дојде. благодарен што не прими во твојот дом, одиме, пошто е многу жешко, јас знам ти во твое време Жешко, јакни. замисли ја моето време, на ова Добро. температура, со шушкаваци, со капа, со рукавици, да кинам по 12 килограми да кинам. На ова време, а сега не можеме жешки, 5 минути не можеме. Не мора Марсе, јас со вајалт карта одам кај сакам сега, ја да ти Со кажам. вајалт Знаме, мама. Не треба труд, обште не треба, да се... Шега на страна, да. Така е, тоа. Мишо, видиш што Времиња. викам, и стварно, Времиња. еве, ја не можам ни 5 минути да стојам сега. На ова години не можам. Ајде, поведите, Ајде, да. благодарам. Човек кој што има оставено многу и за оваа држава и за таа некогашната, поголемата. Како си? Ајде, прво добро дојдевте овде Помината, во бе. ова куќа, Да. во ова олимписка Покрај медали, куќа, олимписка куќа, во ова беше. најголемата трофеја што постојат. Па, Мишо, што да правим сега? Годините идат. Па што и Тоа го време види. беше младост, имавме многу енергија, имавме многу волја, имавме многу голема срце. Дадавме све што треба да даде еден младост да постигне. Кај сега, еве, живам со гордост и респектирам сум тие што знаат да респектираат, да те почитуваат. Сега на ова стари години, затоа овие младите треба да дават све, на младост се постигнуваат. Патот до успех. Да. Сега ве дојдете да ме прашувате како беше порано, не сега како успех имам. На стари години нема успех. Па не, има успехи на стари години. Да, можете за новина, за писатели, за ово, за спортисти. Ти си активен од аспект Да, на ма за тоа што... спортисти има граница има. Може за сите може да имат ова што можат на стари години. За што цртат нема граница. Да. И да идат некој писател, пишуваат книги, тие немаат граници. Па добро се вие сте, да. Спортот има граница. Вие сте специфична категорија спортисти, Молим вас, ба така, играорци, балерини, тие се изложени на... Има граница кај нас во спортот. Тука ти е до 30, 34, 35 и тука ти е завршува. Затоа викам младите треба да давате све што треба на младост. Да жртвувате на младост. За да може да имате успех. Се Сега, согласувам. за жал, јас тоа го направив. Свано, дадав све. На 15 години ја дадав све. Последна атомска енергија дадав све да дојдам, да постигнам ово што сум постигнал. На 15 години, со 15 години Па почна, почнува така? во 15 години балкански првак. На 17 години почнува првите медали за сеньори. Ние уште, замислите, и ова на 21 век, и на овој момент што зборувам, ние уште не ги разликуваме што има разлика пионери, кадети, младинци и за сеньори. Како ви не ги разликуваме? Уште не ги разликуваме. Разбира, сите мислат дека исти медали. И уште, гледам ја на телевизија, јас сум 4-5 пати европски првак, а не кажува за пионери.
Па добро, бе, правак. Или равноправно со нашите медали. Замислите. За тоа треба после кога ќе завршат кариерата и што сум направил бе. Јас сум 4 пати европски првак. Мене ме следи вика спортска пензија. Абе луѓе, замислите малце. Јас стално сум го кажувал на секоја емисија. Не може да биде ист резултат за пионери, кадети, за младици. Ова спортска пензија е за сеньори, таму што пишува големата спортска историја. Не е исто. Па не е исто, да, затоа... Тоа е за пионери е почеток. Тоа е почеток да имаш ти воле да дојдеш до овде за сеньори. Што си, да, затоа си нели пионери, кадети, кога ќе си европски првак во не знам, младинска, пионерска, кадетска категорија, тоа значи дека имаш потенцијал да направиш да го направиш тој голем резултат. Така мислам, ја викам за тоа, викам треба да сватат. Тоа само кај нас изгледа, така? Абе, никој не кажува дека е за кадети, за пионери. И сега тие што не разбират многу спорт, чита дека Мишо Иванов е европски 3 пати, зашто не му дадат вика спортска пензија? Ме разбираш ли? Ти имаш, имате вие спортска пензија? Не, имаме пензија, пред така? 17 години имаме. Разбираш ли, Мишо? Имаме. И затоа многу беше актуелен, беше ово. Чекај, овие сега што даваа награди? Ове беше награди што имале титуле за Вардар, за клубски. И комето Ѓорче Петров беше и Пандев. Да. Па добро, клубски нели Бучим беа светски Па прваци. и Бучим, и наравно дека и Бучим треба да влегува тука. И европски прваци. И европски и светски прваци, да. Кога станал Бучим, овие не знаеле што е европско. Ама затоа треба државата треба добро да размислат, разбираш ли, што е како. Не може, види, ова е клубски без обзир, е резултат. Ама за репстација, државна репстација, никој не направил. Немат. Што направи ракомет во европско првенство? Во државна. Види, најголеми успех е пето место на ракометарите, четврто на кошаркарите и пласманот на фудбалерите на европско првенство. Европско, да, ама тоа не се медалисти. Тоа во време на Југославија не се ни рачунало, знаете, да се пласира. Тоа не ни се доаѓало во памет. Те се успе без обзир. Ама имаме и ние пето место имаме олимписки пласман. Ако се ове пето место на кошарка и ние имаме пето место. Разбираш ли? И тука има некој шесто... Добро сте накадавале на поединци, например, Пандев со... Предпоставам Пандев со сите заслужуваат, разбирам, ама така треба да се разликуваат, разбираш ли, да. Секој, ама не може европски, светски за младинци или за пионери. Не може да бидат равноправно. Ако сега нека прават на друга категорија, може да ги направат за тој труд што давал. Ама не може да биде исти. Равноправно. Ама тоа треба да одлучуваат ове што се на власт. Разбирам. Треба некој попаметен да размислува. Не види, тие што се на власт треба само да, како да си кажем, не треба да се измислува топла вода, туку јасно, ајде да видиме кој земал медал, кој не земал медал, успеси да го поттикнуваш. Меѓутоа тука во цел свет е така, разбираш ли? Не може, тој беше рекордер тамо, завршил, пливал тамо, пливал ово, што бе тоа? Дали има на европско, на светско, тука цел свет бе. Русија дава само олимписки шампиони. Не дава ни светски, ни европски. Пензии. Само олимписки шампиони. Другите држави дават под категорија. Европско, светско и олимпијада. Другите, не бе, не ги рачунат. Може да дават награди вака, ама не да биде делот на тоа спортска пензија. Ова е сребрената од Сеул, така? Тоа е сребрена од Сеул, да. Со јапонецот. Памтиш, а? Па не, ми текнува на приказнава тогаш. Види, тоа, за жал, еве кога зборувам вака, највише болка ми е тоа медалата. Највише болка ми е. Зашто? Зашто? Ти во полуфиналето имаше право финале со Русинот. Тамо беше
има 6 најголеми борби што постои во планета. Таа беше со најлошата ждрепка, Ждрепка, така? Америка, Русија, се што да, можеше да се Иранци, погоди, се погоди. да, Иран, да, Миран, да, така? све. Се што денес војува, Америка, Русија, Баш Иран, да, од големите. Да. Све во мојата група. Све во мојата Се. група. За жал, така е спортот. Понекогаш има среќа вакви луѓе, разбираш ли? Ама јас добро, тоа е стално сум ждреп, го кажувал. види. Да, јас стално сум го кажувал, у живот не сум имал јас среќа, у живот. А Трстена, да прашам само, колку, например, има психолошки момент во тоа, еве ти си излекол тешки противници. Тоа те држело во кондиција за да стигнеш до некаде. Колку ако си имал полесна жрепка, психолошки и ментално би се опоштил, би рекол, малку ми зависи има- да бе во таа. Па има многу разлика, бе. Кога ти имаш еден слаб борач, не трошиш многу енергија. Ама не, може ли да се опуштиш Па да како? направиш Па кикс? тоа не. Па ти кога имаш слабо противници или слаба група, ти си послободен, по релакс, Психолошки веќе психолошки, си да, не, повише си спреман, разбира. А вака- А кога имаш ти ова, Америка? сега ти гледаш петурица кандидати, ти си спремал 4 години. Да. Пошто ја викам, ја никогаш не сум отишол да се сликам. Јас сум отишол стално спреман. За Без медаља. обзир дали е русин, дали е американец, дали е... Ја не сум знал дека ќе бидат во моја група. Ама за тие јас тренирав 4 години. За медал. За медал. борба, За за, борба. за да ги победам, тие треба медал јас да имам. И сега така е судбината. Ама ти никогаш не си одел на Олимпијада или на светско или на европско Не. првенство само да учествуваш, така? Не, па тоа викам стално јас. Ова стално сум го кажал и другите емисии. Немој да мислите како што бил пред 100 години, најважно да учествувате. Не, тоа беше пред 100 години тоа мото. Ага. Сега не мора да биде така, бе. Важно да учествувам јас. Као што беше последни сите македонски спортисти во Париз. На Олимпијадата? На Олимпијада. Не. Важно, а? Да. Не може ни еден минут да ја држа таму, а? Бе, тоа, више не е тоа времето важно, бе. Ти треба да идеш спреман, бе. А? Идеш да победиш, а не важно да учествуваш. Кај мене тоа од 15 години не важил тоа зборот. А ова што е? Ова ти е златна А, ова е олимписка од златната? Лос Анџелес. Ова е Лос Анџелес 84-та, како Да. ги имаш, не бе? Во злато или? Не бе како, железо ова. А? Железо, ништо не. Ама тогаш Само, кога ти го ставија така гордиш, Да, па како да Ќе те вратам подоцна на овие. Ама сите мислат дека е злато, ништо нема злато. Не, јас искрено мислев дека еве на пример и во атлетика тие дијамантски лиги и дека на Олимпијада дека златен медал е практично злато со што Иве наградува вас, така? Ова вреди повише од злато. Не, Кога да. гледаш како победи, колку труд, Не, колку тоа е неспорно, ама ти пак мора да имаш некоја материјална сатисфакција. Нема, ова е. Јас затоа сум ги мислел и тие дијамантски Не лиги мислат каде што има. многу, не само ти мислат, и сите мислат дека вака. Не, ова е обичај само Сите што медали што ги дават златен, например, само Да, нема врска со само злато. боја, разбираш ли, ништо нема. Аха. врска. Ништо нема врска. Ама е символ. Добро. Шава Трстена роден во Скопје, израснат во сиромашно семејство, 8 деца, така? 9. 9. 8 браќа, една сестра. 8 браќа, една сестра и немирно дете, нескортлив дух, така? Каде, тука Не, у Јапаша, живеевме у Јапаша? Јапаша. Аха. Во една Тамо сиромашна поминуваш улица, детството? да. Види, тоа време, свано, сиромашна беше многу. Немавме услови. Сме го кажали, сега пак треба да потврдиме. За новите генерација што не слуша, да без обзир како услови си живел, без обзир како живот си имал. Ама кога имаш воля, кога имаш енергија, да постигнеш, да дојдеш тоа сонот како дете, зашто сите ние што сме деца, имаме сон, Мишо. Мислам и ти си добро, имал сон. секој има сон, разбираш? да. Си сонувал да станеш најдобар новинар.
да водиш разни емисии. Соново да разговарам со луѓе кои што има оствариле. И секој има. И ја имав еден сон. Тогаш сиромашно, немавме ни телевизија, немавме ништо услови. Многу тешко живот. Ама тогаш беше Муамед Али беше идол. Муамед Али беше идол, боксерот. И што да ви кажам сега, една кафана имаше таму, во Љаја Паша џамија, повише овие кафаните што идат да пијат, чеп да направат алкохол ова. И имаше телевизија, имаше тоа време. 75-та, 76-та, 77-та. Вие немавте телевизија? Не, каква телевизија? Немавме ни радио. Да. И сите се обиравме нашите деца во мала. Да. Идеме да гледаме Муамед Али. Ама не пуштат внатре, од надвор. Тоа време, 2 носна, 3. Да, за тоа ме збуни, дека ноќе. И носна, да. И сите деца што бевме тамо, некој сака да биде друг фудбалер, кошаркаш или ово. И само јас викам, сакам као Муамед Али да бидам, бе. Да. Да. Се играше и фудбал во улица, знаеш ли. Разни играња имавме тогаш. Беше атрактивен од секој. Цела планета беше вака, разбираш. Ти сакаше да бидеш светски шампион или сакаш да бидеш боксер? Како Муамед Али сакам. Шампион? Шампион. Не боксер, туку шампион? Шампион, како Муамед Али. Разбира. И така дојде, ја имав еден мој брат, тој беше борач. 3-4 години беше и шампион на времето на Југославија, имаше медали на Балкањада и учесник беше на Европско првенство за младинци. Ама талентот, движењето, и ми го гледа брат ми кога бев во малата. Знае како секој малата имаше разни играња. И јас стално сакав да бидам прв. Се боревте? Па, ама сите игри, знаеш ли, да не ги спомнам, сите игри што имавме тоа време, сакам ја да бидам прв. И викам, аде, мора да дојде да пробаш и ти во борење. Ама по еден услов, татко не треба да знае. Тоа, Мишо, денеска што прави нашите татковци? Денеска татко мора да знае и ги носи, да ги носат со коли, мора да бидат ова. А ние 4 години се криевме. А зашто да не знае татко? Па не сакаше на татко, не сакаше. Многу деца да не се повреди, многу опасен спорт. Не беше фанатик на спортот. И 4-5 години до 82-3 скршав тука јас 81. Тука скршев јас ова, како се вика, и ме носат во болница. Не. Да. Тоа е пред Олимпијади? Не, 81 беше ова, 81. И како ќе ме носат дома? На тренинг јас скршив ова. И? Ова клучот на ова, не знам како се вика. Или... Коцката. И ме носат во болница, ми стави у гипс. Како ќе ме носат дома? Што ќе му каже? Да. И Бог да го прости, беше Алју Шамит, еден професор. Многу пречуван човек за све. И тој дојде и Ајро Синани дома да му каже дека детето е повреден во школа, не во... Да разбираш ли? И тој момент не беше татко ми, ја бев леген. Немавме кауч ние, во шилта вака. На земја? На земја, да. Сите 8 вака, знаеш ли, сингери, браќа? Да. Не, сингери имавме страна. И кај нас е закон, кога ќе влезе стари, треба да станеш на нозе. Респектот. Сите стане на нозе, само јас легнем, разбираш ли? И тој што ве? Да, и одма примет дека не е нешто уредо. Не е нешто уредо. Ама многу паметен. Овој му објаснил дека вака во школа имаме и физички ова, разбираш ли? И еве се случува, вика, за неколку месец дена ќе биде пак. И многу добро се понашува татко ми на тој момент.
И Што да, вика? секој повреда за машка. Аха. Да, се случува во животот. Не е проблем никако. Вика, млад, вика, сега на младост, вика, се случува вака и се ке го издржува. И така завршува ова све и кога ги испрати, ама тука почнува да ме вика, да ме вјава, разбираш ли? И оке, заврши и овде. И прекинав, да ви кажам, прекинав неколку месец дена, прекинав од страв, да, зашто игра, приметил да се дека бориш? вака, да. Ама пак, брат ми вика, оке, продолжи пак, да, пошто јас тренирав у Скопје. У Лирија? Не, у Скопје. А, у Партизан? Да, Партизан. После година дена се прфрли во Лирија. И татко ти уште ништо не знаеш? Не, уште, разбираш, уште не знае, да. И 81 станав балкански шампион за Чекај, на училиште одеше? Да, учев, ама не овде у Лирија, беше кај Сајмишта, имаше една барак. Добро. На Да. тамо на школа одеше? Да, школото, да. Исто и се викаше Лирија, ама во барака. Не овде, И таму учеше од прво до 8 деление? да, до пете. До пето? Да. После? И после се пофрли во Лирија. Аха. Да. После се Добро. пофрли Лирија. И само да кажеш, види колку и неправда те правили тоа време. А? Зашто си бил немоćен, сиромашен, наместо 1 минут до врата ти е школото, те испрата тамо 2 километри далеко. А? Ме разбираш ли? И замисли као дете, аде, лето е добро, ма зима, дожд, снег, 2 километри треба натамо, навака, немавме ни добро патики, да има модерни вака. Све старо. И све ова, човек може, што викате еден збор, старите вика, човек е појак од каменот. И стварно е така. И стварно, све ова, видиш ли, колку тешко беше да ги преживеш на младе, на деца, на младост, на ова. И кога дојде после да биде вака, да раснам, зашто исто во спортот, како расне детото, расне и јас раснав со резултати. А само извини, ова поврата кога ти е на тебе тука на вратот? Кај што викаш, кога е направена таа? 81. По 81 и после доаѓаат олимпијадите, така? Не, има 4 години, 4 има. години. Да. 80 И втора, 83, 84. Четврта, Затоа викам, 84 и 88, да. да, и затоа викам, како расне детото, расна и јас со резултати. Почнував на Балканиада, почнав 82. Тука више не се дискутира за Македонија. И татко ти уште не знае. Веќе До ние збориме за Југославија. 82 разбирав дека сум борач. Дека сум отишол ја у Канада, разбираш ли? Ма што беше тоа? Светско првенство, да. И луѓето стално разбират зашто немавме ние телевизија. И стално вика, браво, синот победил, не знаеш ли комшиите, некои роднини вака. И А добро, ти кога отиде у Канада, што му кажа да, некој? ја викам, му кажав јас. Тогаш имав уште еден голем проблем, уште, пред да идам во Канада. На Уљанар имав еден турнир, Бог да го прости, бев јас и Насев и Апче, еден судија, и во финале мене ми ги оскршија забете. О, италијанецот. Италијанецот во Грчка, да. 82 беше ова, ама на почеток, јанар, да. И замисли во финале, и не прекина борбата. Во финале, зашто ти 3 минути, ако не успеваш крва да го застанеш, губиш. И врзевме со некој пешкир, врзевме, зашто ја водев. Тогаш имаше 3 рунди, разбираш ли? Да. И го врзевме вака, секој рунда, плукавме после крвот, разбираш? И го победев. Колку заби ти искаш? 2 заби. Тука напред. Намерно, намерно? да, намерно, со глава, ама тоа немаше камера као сега што имаме, разбираш ли, да. И после не го Да, зачека? не, го победев јас. Станав на турнирот. И што му рече го победи? Ништо што му кажеш, разбираш ли. Да. И проблемот како ќе идам дома. Мене прв пат
со овде се повредив. Да. Како ќе идам дома без зъби. Ама ова свано, види, Голгота живот. И се вративме, он беше доктор на зъби на државна болница. Кој? Апче. Аха. И кога се вративме, отидевме директно во државна болница таму, кај работи, и он ми го направи некои пластични зъби. Да не може без зъби да идам дома. Ке биде, И не дома знам. идеш насмеа, така? Да. Не, ги направи, знаеш, тие зъби како ги прават пластични, да. Добро, све уредно. Разбира, пројде ова, ајде. И ти кога си Кајде дојде... беше, да, викам, бевме со школа не носил таму, вика. Школата како ги носат, знаеш, секој година. И во Канада. Да, викам, да, тато, викам, најдобрите ученици што се ги носат таму спортисти, да. И добре, он не знаеше што е светско, не знаеше што е европско, не знаеше ништо татко ми. Све ова. Пак продолжевме. На 17 Он уште години... нема појма, ти си идол во Канада, мислеки. Обште не знаеше кој сум, живи мајка, живи Господ, ништо не знаеше кој сум. На 17 години отсуствував на Европско првенство во Варна од 48 килограми. Тука победив сите, само што изгубив од русинот. Замисли, тука немав Европско првенство, немав тренерки да легувам, да земам медалата. Ништо, тренерки немав. Како е нешто? Немав тренерки да излегувам, да земам бронзен медал на Европско првенство за сеньори. Зборувам за сеньори сега. Во Југославија, Да, така? во Југославија. И ми даде еден друг и за идам да го земам. Дури сега ми го испрати, лани ми го испрати една сликата, прв пат. Го ставив во сега, во втората книга го ставив. И ја не знам, не е битно. Немав ни патики, имав скинати патики, борачки патики. И станав трето место за сеньори. А тие сам си ги купуваш или ви ги дава? Немав јас. Ама не ви дава од клубото? Не, па чекај сега, за тоа викам. И станав трето место. Европско првенство зборувам за сеньори. Добре. И после 4 месец дена требаше светско првенство у Канада. Исто на 48 килограми. После 4 месец дена. Ова беше април и после 8 месец на светско у Канада. И таму во Белград ни дале тренерки, патики и дрес со подпис. На враќање треба да ги вратиме. На реверс. Треба да ги вратиме. Океј. И таму на Европско првенство. Затоа викам, никогаш у живот толку тешка живот сум имал, ама пак во животот не сум имал среќа во спортот. И таму прво коло со русинот. На светското? На светско првенство, прво. Второ коло, европски првак. Када ја бев трет, он беше прв унгарезот. Лазар Биро. Второ коло. Прво коло изгубав јас 2-1 од русинот. Затоа ја викам на овие младите. И ако излегуваш на Мегдан, ако губиш, да губиш како што треба. А не да губиш ти 15-0, 10-0 и легенда. Каква легенда, бе? Тоа е голема срамота, бе. И тука изгубе 2-1 и тоа се радував јас. Се радував као да сум јас победник. Тоа е финале? Не бе, првото коло. А, првото коло. Првото коло. Зашто он беше 4 пати светски првак? Русинот. Да. Да. И се радував зашто изгубе 2-1. Второ коло, ова чуда, свана чуда. Не пишува тамо, вика, има да се памти ова светско првенство. А тоа е второто коло, Второ кога го коло- водиш 8-2, губиш и ја вратиш. унгарезот водеше 8-2 првата рунда. И што си мислиш во тие времења на вако? Ја, Во тој период, слушај, например, на Нема што тајмаут. да размислиш, али јас се однасев, Бог да го прости, да вика Трстена, ништо не губиш сега. Дај све. Види сега, првата изгубиш, втората сега ти си на публика. Готово. И сега дај све, Трстена, све што имаш, дај, ништо не губиш. Верувај сега, кога влегува втората рунда, па таа чуда бе се случува.
чуда. А зашто направо? Да се Затоа, исплашиш? па Што ти не, рече? па така дојде ситуацијата. Аха. Ме фате Бобо европски првак, он има 5 медали Да. на европско светско. И на втора рунда? И го правиш втората рунда, салата. па знај како, затоа ја викам, не треба да се откажете до последна секунда. Без обзир како е резултатот. Ама дајте све. А? Не чекај време да пројде. А? Зашто ти веше ништо не губиш. Треба да нападеш. А? Ти вака ти си разлика голема. Да. Знаеш што сум направил, Балео? 18-10 победив. 18-10 бодови. И тој, маđарот? Маđарот стана, не сам маđарот, цела маđарска репрезентација стана без збор. А? И види, се зборува за европски првак што има 4-5 медали. Не е обичен. А? Ова е светското првенство за ова е така? светско првенство. И дојде до победа, јас станав на игра. Нели сега треба трето коло. Трето коло, Нишо, кореанецот, олимписки победник, Клаудио Полио. Хајде се паѓам. Трето коло. Италијанецот, олимписки победник од Москва. Ама дури тој опште не ме рачунеше дека може да му бидам јас нешто проблем. Му кажал дека за мене вика ништо. Ама знаеш што сум му направил? За италијанецот? Италијанецот 9-3 ја победи. Тој што ти ги скрши забите? Не, бе, не, еден друг италијанец, Аха. да, еден друг. Тој што ми го скрши мене забите, после 4 години се видевме во Франција еден турнир, му скршав и кичма, го земал, вака го носеле, разбираш ли? Тој што ми ги скрши забите. Ти му скрши кичмата? Да, разбираш ли? У борба? Во борба. Има една зафат што е опасна тоа. Зашто? Не му скрши, ама не може да стане. Не е намерно. Разбираш ли? Сакам намерно. Ја никогаш не сум гледал, никогаш не да повредам. Ама има една акција, сарма се вика. Знаеш ли, се земаш ногата и трават, као джебрек се прави. Може да сте видели, има борби многу вака. Ја видам, да. И тој више, знаеш ли, не може, го земали, го носили, разбираш ли. И добро, мислам, не му скршав забие, оле вака. Само му врачав одмазда, да. А ова е друг италијанец, ова е друг, олимписки победник. 9-3. Да, 9-3. Јас сам да ви кажам, на почеток, како беше тешко. Сега, лесно да зборувам за олимписки медал. Ама на пат да дојдам тука, ти мора да пројдеш на овој пат. Нема друг излез. Мишо, нема друг излез. Разбираш ли? Без да ги пројдеш ове тешки пат за да дојде до овде. После, кога победев јас ова италијанецот, имав кореанецот, четврта борба сега. Италијанецот, ова кореанецот, кореанците се големи борбености. Тие фанатици се тие. Да, знае како. И он имаше 2 медали на европско, на светско. Да. И знае каква борба направивме. Невидено, свано, ја победив 3-0. Тешка беше, ама ја победив 3-0, се завршува. И сега за бронзен медал. Тоа е на светското во Канада. Игра за бронзен. Еден иранец. Тие можам да ги 2 медали на светско првенство. Разбира, 2 со брада. Знаеш ли, иранци се супер сила. Да. И за трето место. Викам, што може сега? Ја и така бев задоволен со сите. Добро, како ги анализираш противниците? Нема, анализираш све сам. Немавме овој компјутери како сега кај тебе, видиш ли, имаш 5-6 снимања на сите страни. Немавме не видео, немавме. Треба сите да размислам кога ќе излезе он да се бори, да анализирам како се бори со другите борачи. Така беше. И све треба да анализират каде е позитивен, каде е негативен. И тука он беше слаб во една техника, беше многу слаб. Да. И тука ја користев јас. Само на овој начин ја можам него брзината да не му дадам да размисли.
Зашто он е искусен, многу стар, со брада. Јас 17 години, може он имал 25. Да. Разлика, голема разлика, да. И го фатив, го фатив на брзина, на прва рунда водив, зашто кажав, ако он ќе ме води мене, разбираш ли? Да. И тука е голема тактика. Затоа треба да гледаш паметно, концентрација, да можеш ти да ја земаш бод. Тоа е најголемата битна во борбени спортови. Ако ја земаш ти прва, втора бод, имаш по паметно, по концентрација си. И така се случува. Јас нафатив првата рунда 3 бода, 3-4. Втората рунда исто така и го туширав. Со туш го заврши? Да, завршив со туш. Да. Зашто иранците немат многу мост. И јапанците, иранците нема мост како што ни имаме ние. Да. Се бореме. Тие немат најслаба точка, тие се така, разбираш. И така станав, Мишо, трето место светско првенство за на 17 години. И татко ти уште не знае? Да, се вративме сега тука, му вративме тренерките во Белград и после 83-та почнува да ни дават репсација, опрема, све добро. И од 83-та не може да кажем дека немавме опрема. Имавме најдобра опрема. Добро, за Олимпијада, да. Имавме најдобра опрема, не само за Олимпијада, и за светско првенство и за Европа. Имавме стварно многу квалитетно. Све Адидас, убаво, немавме проблем. Now to win this match. Well, as I see it, he's got to become aggressive like Joe Gonzalez did. He's got to get in and attack the lane. He's very good at the single leg attack. He really hasn't done it in the past. I don't know whether it's never been in the first match in the Olympic Games, but he has not wrestled as regularly like Joe Gonzalez does. И што се да ти кажам, сега заврши 82. Затоа еден спортист не може само една година и готово. Јас продолжав и 83-та, Мишо. Што ти беше соното? Олимписки шампион да видиш? Па, затоа сега, 83-та, ти треба сега да напуниш норма за Олимписки игри. Добро. А? Не знам за борач, што е норма за борач? Норма, Не, олимписка знам норма. што е, ама што ви е нормата, например? Па треба да освоиш или 6-то место, или медалист на Затоа европско викам, првенство. аха, треба да си Разбираш медалист ли, на европско првенство, Или да. на светско да земаш медал. Да. За да имаш норма. Ај, денес што убаво те викаат денес, бе. Не мора резултат те вика, дојди со велави, ојди со Го велката. викаат олимписки, па тоа е канцерот на олимписки. шегувам. Ама така е бе. 35 години независна Македонија, ние ги лажиме вака бе, ало. Абе, ние ќе ти дадеме балкарте бе. Ние, и после овој, што има да тренира бе? Не, Што има види. да... Не, прав спортист не се Абе, овој уживат на врата, ги чека тамо да му дават. Разбираш ли? И види се, 83-та пак треба да се даваш све. Пак правиш норма ти треба. Само сега, 83-та, јас се качував на килажа. Колку? Нема више 48, се качував 60 кила. Да, Добро, 83-та, да. Не имаше вас борачите. После, полека, јас станав 64 кила. Затоа јас сега многу потешко ми е на 52, зашто треба да скинам 10-12 килограми од телото. Како чинете ве става во... Нема работа, тренинг. Тренинг имаш и нешто ве става во... Нема како, ништо нема, бе, тамо ништо што води? немавме, бе. Немавме ние тоа услови, бе. Како што имаат руси и американци. Све со тренинг, со пот. Како можеш да оставиш 10 кила да ги види оставиш? се, Да. затоа тука, нека слушат и овие другите што не се спортисти. Некој вика, јас скинам за недела дена, за месец дена 5 кила, 6 кила. Ти можеш да кинеш за недела 5-6. Ама колку можеш да издржиш? Тоа. Затоа јас, Мишо, не сум скинал јас 12 килограми за месец дена. Јас сум скинал, например, од јануар до април, кога беше Европско првенство или мај. 4 месец дена поред. Све помалце. Зашто тоа циклот што е до април, секој ден те тера да тренираш 3 пати
3 пати по 2 кила кинеме на тренинг. Замисли, 6 кила на ден. Ама ти не можеш да јадеш како што јадеш нормално. Сега како што јадеме на ове години, те јадеме нормално. Така да? Не, секој ден помалце. 200 грама, 500 грама, помалце секој. И јас ова 12 килограми сум скинал по 4 месец дена, а не за 10 дена, а не за недела дена. Зашто ако кинеш ти за недела дена, ти немаш снага. Како ќе се бориш ти со светски асови? А кажи, молим те, кинеш за недела дена, 10 дена, 12 килограми. Како ќе излезеш на мегдан? Никако. Нема снага. Нема шанси. Нема теоретски шанси. А јас сум успел да кинам жртвување на младост, ама и сум ги победен. Светски асови сум ги победил русите и бугарите. И 83-та. И така станав и второ место на Европско првенство, станав медитрански првак на 57 килограми. Зашто сега, ако ме прашуваш, зашто на Европско првенство 52 кинав килажа, а на медитрански е 57? Каква тактика воделе Хајру Синани и Насем Насев? Види, европското е по-важно од медитрански. Па, фала Богу, да. Викам, зашто сега ја да кинам два пати, да ме тежи животот, телото. Викам, подобро нека ида 57, да го чуваме за Олимпијада. И тога отидав на 57, зашто јас сум имал 62, ама не се исти противници. Да. Не се исти противници. Таму се други противници. Таму кинат од 68, кинат на 57. Или на 65, на 57. И тако ги тепав таму сите. Најдобро си таму турци прво. Ако тепаш турчин таму, ти си првак. Да. Не, таму, така е медитрански, разбира, таму е најголема. Турци, французи и грци. И немале другите. Арапи, ова ти рече, не ги трошам ни еден секунда. Ма добро, европското е попочитувано. Наравно бе. Слушај, има голема разлика, не малце. Тука се сите сила. И за да дојдам сега до овде што викаш, иде годината што секој спортист што сонува цела планета. Ти ја сонуваш? Сите, како да не, јас сум сонувал, кога ти кажав со Муамед Али, као дете сум сонувал. Секој година јас спијав со тој сон. Секој година. Секој ден. Дали ќе бидам исто јас? И за да дојдам сега до овде, Мишот, ја веќе сум зрел борач. Нели ти кажа 82, 83. Да, со многу борби има. И дојде 84 Лос Анџелес. Ама прво имав... Норма имаш? Имавме норма. Имав и 83-та, ама треба и 84-та. Да. И сега 84-та ние имаме Европско првенство. У мај. А Олимпијадата е у август, така? Да, у август, да. И сега Европско првенство исто тука е спремна, невидено. Невидено спремна. Зашто јас изгубив во финале со бугаринот 83-та. Да. Добро. И ова беше во Будапест 83-та. И сега се спремно вика. Сонот е до Олимпијада, ама исто тука мора тука да му врачам на бугаринот. 84-та. На Олимпијадата? На Европско првенство. На Европско првенство. И тука исто спремав невидена спремност. И дојде време во Јечепинг. Добро. Европско првенство. Јас пак у живот не сум имал група. Сите групи беше кај мене руси, германци. Бугарин стално имаше среќа, немаше ни руси, ни Албанци. Најтешко. Ти сега, за да дојдеш финале, види Мишо, од 83-та, јас веќе не ги рачунав унгарци, румунци, италијанци, германци, сите ова европски држави. Веќе јас тука тренирав и сонував на Европско првенство зборував. Само за 3 држави.
за 3 борачи. Бугаринот, русинот и турчинот. Зашто за нив? Овие се, ако еден победиш тука, више имаш ти медали. Другите не ги рачунав, не трошив ни еден минут за ове другите држави. браво. Од 83-та зборувам. Не ги трошив, разбираш ли, не може ли ни еден минут да издржат со мене. Да. И тука беше, сега 84-та, по 5-6 борби имавме да дојдеме до медал. Европска титула. Да. И победив русинот. Финале чека сега цел. И свано, највише на Европско првенство, цела сала, цела нација ќе гледат борбата меѓу мене, Валентин Јорданов, и мојата борба. Бугарот? Абе, цела Европа. Најголемата борбеност, да, што се гледа, нашата борба беше. И знае каква борба? Немогуче, за да ти кажам. Да. Ама, стално викам јас, без обзир зашто Бугарија е 7 пати светски првак. Или европски. Ама кога си спреман, бе. Не 10, не 8 пати. И 12 пати да си светски првак. Кога се спремаш, идеш спремност, не му помогна. Ни тие титули што ги имали, ни бугарите, ни тие услови, зашто бугарите имали супер услови и супер, знаеш ли, сите шампиони. И тука станав европски првак. Кога станав европски првак, веќе, да ти кажам, имавме олимписка норма. И сега се спремаме 4 години, 4 години, ни еден ден за пауза. Олимпијада. Ни еден ден. За Олимпијада, да. Значи, 8 месец дена, ти не си имал ни еден ден пауза. Ни еден Добро, бе, ден. дома уште не знае татко ти? Не, уште ништо. Тука сега ќе На дојдам. Олимпијада одиш, човек. Сега ќе ти кажем на Олимпијада. Godina uspjeha. Stvarno što ova godina nije za mene najgolem uspjeh. Ova godina, kao što znate, Zeka, ova godina evropski prvak sam i olimpijski pobjednik. Ние треба да се срамиме. Имаше сега Европско првенство во борење. Од 19, само двојца победи, другите голема разлика. Наши се боре? Па наши, да, еве, у средина, у срце на Скопје. А што функционира се одборање? Па што, да Значи на времето беше Балканец, Бучим, овие Кочанчани, какове, Лирија, Кочани, значи имаше првенство. Сега имат бе повише бе, ало. Ама ще се бори Сега, некој? аде и другите спортови земаме. Абе, нема ништо Нема бе, тука се борат, во срце на Скопје не може ни една. Губат по 10 разлика. А зашто? Зашто тоа така? Па тоа значи дека не се озбилни.